Ще взимате изгледа. Браво, ректор. Ова сала овде, полна со успешни жени, кои го отварат патот на светот за срекни општества во кои има место за сите. Оваа сала, почитувани присутни, најавува дека светот се менува. И нешто важно за нашата држава, дека се случуваат промени и во Република Македонија, што ја носат жената на заслуженото место во општеството и политичкиот живот. Таа е лидерка во семејството, но е лидерка и во своето мало, во општината во која живее, во градот во кој што работи, во државата во која што потекнува. Горд сум со сите вас и подавам рака да чекориме напред заедно. Сега, добар ден, почитувани представнички и представници на Обединетите нации, на Канцеларијата на Обединетите нации, на United Nation Women, на вашите партнери, амбасадата на Шведска, министерот на Шведска, кој што е денеска овде со нас, на Правниот факултет во Скопје, пратеничките овде присутни, почитувани присутни гости, представници на медиумите. Сакам да бидам јасен, иако моето присуство на овој настан јасно го покажува тоа. Ја имате мојата поддршка како премиер на Република Македонија. Тука сум да ви ја пренесам и поддршката што ја дава владата на Република Македонија за политичко учество на жените, со цел да ја развиеме родовата еднаквост како еден од чинителите на демократијата. Да, родовата еднаквост е наша законска обврска, е дел од програмата на владата на Република Македонија 2017-2020 година, е наша обврска од агендата за одржлив развој до 2030 година. Но, почитувани присутни, сакам да ве уверам дека заложбите за родова еднаквост се пред се и над се одраз на тоа како ние ја гледаме нашата држава. А така го гледаме и светот како општество на еднакви граѓани. Како големо семејство на граѓанки и граѓани во кои што над патриархалните норми и ставови сме овозможиле видливи жени, тоа значи способни, мудри, храбри, жени кои рамо до рамо со мажите креираат политики на еднаквост на пазарот на трудот во политиката. Работиме заеднички, жени, мажи, различни по многу основи, но сплотени во определбата да ги охрабриме жените и да го зголемиме нивното учество во политичкиот, економскиот и јавниот живот. Ке воспоставиме посебно владино тело за родова рамноправност, кое што ќе се грижи за имплементација на родовите перспективи во креирањето на политиките и буџетите. Го започнавме процесот на ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство од 2011 година или познатата Истанбулска конвенција. Согласно оваа конвенција, ќе воспоставиме мрежа на стандардизирани институции, чија што обврска е заштита од домашно насилство. Ќе предложиме нов закон за родово базирано насилство и измени на кривичниот закон. Ќе воведеме програми за помагање на развојот на жените предприемачи, посебно во руралните области. Ќе се заложиме за вклучување на родовата перспектива во колективното договарање на сите нивоа. Ќе предложиме воспоставување регионален родов омбудсман, што ќе се грижи за реализација на политиките за еднакви можности. Создавање регионална политичка академија за градење капацитети на политичките партии, финансирана преку ИПА, при што ќе предложиме Македонија да биде домаќин. Ние веќе представивме модули за родова еднаквост, подготвени со поддршка на United Nation Women, задолжителни за сите административни службеници. Министерството за образование ги повлече учебниците по граѓанско образование со стереотипи по родова основа. Се заложивме за заедничко користење на родителското отсуство на двајцата родители за првите 3 месеци, односно 3 до 6 месеци во случај на раѓање близнаци или тројки.
Сериозно пристапуваме на родовото прашање во сите области. Граѓаните, домашната и меѓународната јавност веќе имаат можност да видат зголемен број жени вклучени во политиката и во општественото живење во Македонија. Министерки, обвинителки, пратенички, градоначалнички, советнички во советничките листи во општините. Отворивме шанси за сите. Родовите перспективи се дел од нашите политики. Благодарам на Обединетите нации, на United Nation Women и партнерите организатори на овој настан, како и на сите партнери на Република Македонија што ги помагаат и поддржуваат обновените демократски процеси во Република Македонија. Благодарам.